Добре дојдовте во уште едно издание на Сергеј Reinvented. Овој пат во индустријата за убавина ќе погледнете на ваше барање nude кармини. Кој, што, како, драгстор производи versus поскапи производи. Во мода ќе видиме што имаше во тековните модни недели, кои изгледи беа најактуелни. Во модни катастрофи има тешка модна катастрофа. Во плакарот на Кека сака спортски да се настега, спортски да се дотера, инспирирано од Бионсе. И во Q&A ќе одговарам на сите оние прашања кои ги поставувате на мојот Инстаграм профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Јас и Фабус под Македонија сакаме да ве израдуваме со една од најдобрите и најтрошените и најубавите пудри за лице. Станува збор за пудра на Dior Forever. Одлична, јас ја имам користено. Правилата за учество се пишани веќе на мојот Инстаграм профил, у линкот у дескрипција. Таа што ќе ја добие оваа пудра, персоналот у Фабу е прелюбезен, ќе ви помогне да ја одберете вистинската нијанса за вас и која што најдобро стои на вашиот скин тон. Среќно и среќено снимак. Денеска ќе зборуваме за nude кармините или како што вие љубите да кажете, месобоја кармин. Одите во продавница и викате да имате ли месобоја кармин? Како ви е таа месобоја? Шо месо барате? Пилешко, мисиркино, телешко, јагнешко, прасечко? И знаете ли генерално месото каква боја има? Подобро би било да не испаѓате табули рази пред продавачите, да кажете дека барате nude кармин или дека барате кармин со боја на уста, заради тоа што таа е таа приближна нијанса и тон кој што го посакувате некогаш посветал, некогаш по темата. Јас го кажав моето мислење за црвените кармини, и денеска ќе зборуваме за nude. По мене реков еднаш, карминот треба да е црвен, меѓутоа сум голем фан и на nude кармини, поготово кога знаете добро да ги искомбинирате и да одберете вистинската боја, која нема да направи вашата уста да биде и да изгледа джигеросана. Имам неколку nude кармини, како што ви реков. Едни се драгстор производи, имаме и поскапи брендови. Ајде да погледнеме што имаме. Имам тука кармин на Манхетан. Одличен вака по боја, ја има таа nude нијанса, кремав е, лесно се размачкува. Имаме кармин nude на L'Oreal. Ова е влече малку тон на по-беж или по-браун, исто така има фина, одлична текстура. Сега, имаме поскап кармин, го имаме мековиот Velvet Teddy. Прегледачи, не за џабе се вика Velvet Teddy и ја има таа идеална боја на уста, или го има тој момент кога треба устите да ви се доволно оцртани, меѓутоа не пренагласени. Иако, јас понекогаш го сакам и моментов кога устата е покриена со full nude кармин како пудрата на лицето, меѓутоа внимавајте за да изгледате така и да ставите таков кармин, треба да имате по-изразени, пополни усни. Следно имам исто, овде имам кармин на Shiseido. Кремав, се размачкува перфектно, дури и лизга. Ова пакување, драги гледачи, е веќе по-сериозно. И имам тука последно кармин на Christian Dior или Dior кармин. Исто така во одлична nude нијанса, кој исто одлично лепи на кожа. И како што може да примета, а немам гледалце,
одлично оцртува, многу убаво прија на устните како да имате лип балм. Шала на страна, вака ви ги покажувам на мене, ги коментирам, ги имам, јас имам искуство со сите овие. Можете на снимката што ќе оди во прилог да видите како изгледат на рака на кожа, меѓутоа сепак стојам за тоа дека кармините, какви и да се, а поготово и овие, морате да ги пробате на уста, заради тоа што устните имаат друга боја од остатокот од вашето тело и остатокот од кожата. Тоа не важи само за нюд кармините, тоа важи и за црвените кармини. Се трендовски, одговараат на секаков тип на мејкап, може да ги носите и со сјај, може да ги носите и со поизразени очи, може да ги носите и со природен мејкап, и во секојдневна примена, и во вечерна примена. Сега, што друго сакам да ви кажам апропо нюд кармините. Некои од вас ставаат молив, некои не ставаат ништо. Не е лошо заради подолготрајно дејство на истиот кармин да нанесете молив во соодветна боја. Може да биде истата боја како карминот, може да биде и за нијанса потемна, односно да ја уоквирите или да ја отцртате, а одоздола да ја избоите со истото моливче. Тука имам јас два молива на MAC, исто така во нюд нијанси, кои што одлично цртат, одлично бојат и одлично отцртуваат и на самиот нюд кармин му прават одлична подлога. Не значи дека ако моливите не се мек, дека не може да го направите тоа со друг молив. Јас по скопски продавници налетав на овие два молива во мек и ми дојда како добра подлога за сите овие кармини за кои што разговарав и се вклопија со сите нив идеално. Сега, од Drugstore производите, мене лично повеќе ми се допаѓа L'Orealот и како текстура, и како боја, и како пигмент. Тоа е мој предлог од Drugstore производите. Од овие останати три производи го имам Diorот, Shiseido и MAC-от. Сепак, јас сум за MAC-от. Тоа е победник повторно во оваа категорија, заради тоа што мислам дека MAC одлично ја познава индустријата за убавина, не дека Shiseido и Dior не ја познаваат, не ме сваќате погрешно, повторно прашање се на личен избор, меѓутоа како формулата на MAC највеќе да прија на устните и го има исто така и во неколку нијанси. Ова е мојот предлог, меѓутоа доколку вашиот джеб или вашиот буџет дозволува да потрошите повеќе средства, слободно, по моја препорака, проверете го нюд карминот на Shiseido и проверете го нюд карминот на Christian Dior. Да поентирам, од Drugstore производите карминот нюд на L'Oreal, а од другото MAC е мојот фаворит и во овој случај кога станува збор за кармините. Се гледаме следно во мода. Добродојавте у делот за мода и како што реков, ќе ги проследиме тековните модни изданија што беа дел од миланскиот Fashion Week или миланската модна недела. Дефинитивно најголемо внимание одзема меѓу другите колекцијата Versace, односно Donatella под истото име. Имаме прва фотографија. Црвеното очигледно е многу во тренд, многу сензуални, многу секси, атрактивни комбинации. Самата писта, самата атмосфера беше едно нереално искуство, верам, по тоа што видов на видеото. Одличен дизајн имаат. Има игри на црвени изданија, има игри на црни елегантни хаљини, црно-бели фустани, пурпурно со црвено и со црно и со тие лаковани панталони и тие префора екстра наочари. Можете да видите по runway, потенцирам повторно, на каде се движи тековната мода. Сега,
Следно имаме исто на Миланската модна недела, модната куќа Gucci. Gucci продолжува со нивната модна екстраваганца. Имаме тука дел што гледате како гостите пристигаат на ревијата на Jared Leto и бла 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 и други. Многу интересна ревија заради тоа што имаме колаборација на Gucci со Adidas. Next. Кај Gucci и генерално во модата, апропо diversity, е се дозволен. Next. Колорот е in. Погледнете го тоа, зелено машко дело, Adidas знак, прекул. Next. Можете да видите на Gucci ревијата имаше и машки и женски изданија, дека не ве буни сето ова. Таа е таа модна екстраваганца што ви ја кажувам, што модната куќа Gucci ја прави апсолутно спектакуларно. Еве, повторно имаме колор, одлична торба. И следно што имавме на модната недела беше модната куќа Prada со нивниот футуризам. Тука одат неколку видеа, они го тераат тој некој си минимален стайл, минимален избор, меѓутоа додаваат една атмосфера на нереалност на сето тоа, на тие оверсайз капоти што имаат детали како пердови, тие јакни, минимален мејкап, перфектно средени коси, што е се тоа дел од Prada естетиката со секогаш одлични чевли, пошто Gucci Prada е генерално и многу познат. На ревиите на Prada нормално внимание одзима Ким Кардашијан пак. Значи Ким Кардашијан е пак главна. Ким Кардашијан кај да се вади? Ким Кардашијан со Баленсиага се клакна прошлиот пат. Еве у jumpsuit full leather Prada се раскопчала, машала, хо-хо, ги извадила боските. Па Ким тука панг, 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 панг. Ким каде да отиде клекне, раскопчана, ваква, таква, онаква. Ким Кардашијан главна на сите модни недели. Одлични се сите комбинации, одлични се тие jumpsuitoви, одлични се тие оверсайз мантили и генерално мене ми се допаѓа оваа естетика, меѓутоа сепак. Повторно, како што и модата не е за секој, модата треба да ја разбирате, инаку ви е џабе, како што архитектура не е за секој, како и што медицина не е за секој, така и модата не е за секој. Меѓутоа Ким Кардашијан покажува дека дефинитивно е за мода, поготово за екстравагантни, унисекс модни изданија. Следно што имавме на модните недели беше исто така модна екстраваганца на модната куќа Dolce и Gabbana. Они го имаат тој некој space футуризам. Next, со тие пренагласени рамења, со тие префора на очари, со интересни материјали во игра и колор. Можете да погледнете од самите фотографии колку модата, тоа што зборувам тековно, се менува. Повторно одиме, имаме тука и розови нијанси, погледнете ги на очарите, делот кај хеланките, погледнете ги како се само кроевите изиграни за сето тоа да биде футуристички, а сепак се случува у 21 век, а изгледаат како на филм. Next. Браво. И за чизмите, и за таа целата метална хаљина. Сега, да видиме тоа што се случува на runway. Да видиме што имаме на уличната мода. Имаме едно кратко видео што покажува интересни комбинации како жените денеска се дотеруваат користејќи го колорот и сите модни, драги гледачи, колко е она, тука паднато раме, ташната, бојата, колорот, чизмите, наочарите, мантилите, повторно колор, неколку бој на колор. Значи, апсолутно модата ви нуди во денешно време да бидете она што сакате, да изгледате пред се добро и да сте задоволни сами себе. Сега, тоа што се случи у свет. Да видиме што се случува кај нас. Јас бев апсолутно одушевен и импресиониран од оваа фотосесија. Станува збор за наш дизајнер, го имам зборувано, Мите Занов. Пред мене има неколку фотографии што додека зборувам нека се менуваат, трите. Ова личи апсолутно на светска кампања, од коса до мејкап, до фотографија, до стайлинг, до дизајн, до се е тука апсолутно совршено како едиторијал од светски магазин или Vogue. Станува збор за колекција на часовници на Божиновски.
дизајнирана од уметник Зоран Кардула. Колекцијата се вика Демиција и апсолутно нешто што не смее да пројде незабележано, заради тоа што е, како што и самите можете да видите, многу атрактивно и многу добро и многу креативно сработено, и ја молам екипата позади камериве за еден голем аплауз. Ова е светско, а наш. За што се случува во свет, видовме, што се случува кај нас, апропо изгледа светски, исто така видовме. Сега одиме у вашиот омилен дел, модни катастрофи, кај што ќе фучи. Сега, уделот сме за модни катастрофи. Мене ми фали тука некој. Значи, не бива модна катастрофа без и он да сака да учествува во истата. Сега, овој пат имам една постара господја во години. Меѓутоа тука изгледа добро. Ти сега ќе се тргнеш малку, јас да те вратам кога ќе изгледа она катастрофално. Плакнала. Не е лош. Не е лоша комбинацијата сама по себе. Океј се фермирките, океј чизмите, океј блузата. Позира, гледа удалечината. Удалечината нема никој. И тоа е се океј. Тука е една катастрофа, косата. Next. Мајко света. Повторно тука е проблем косата. Заради тоа што и джинсот, чизмата, ролката, мантилот, се е тоа окей. Колку подобро ќе изгледаше да ја нема таа коса пренагласена со толку лоша шминка. Едноставно исфенирана убава коса ќе беше многу подобро на целиот изглед. Next. Што презубо ли се држи? Зубо ли се држи? Ма боли ме ува за све. Ја имам своje сне. Така му кажеше лепа време на Никола. Ама Бог ме не под јастоком, залуѓам се музиком. Добри се чевините. Меѓутоа фустан, позата, поготово лошата шминка, тука во овој случај не проаѓа. Ало! Никола! Гледај како си направи косата. Дали она си ја направи косата, дали она си ја стави косата машина за перење? Само во тоа ја пикна косата. Така, она ја пикна косата у тоа за бубању за перење веш и тука направи фризура. Се настегала и се држи за коса, па што коса до тој степен и се пржлосала и се петлосала, да мора да ја држи косата да не падне, а при тоа се утуткала со руменило, со кармин и со лоша агресивна шминка. Трс. Ама многу се бенисала. Толку многу се бенисала што она се ставила 2 слики од оваа модна екзибиција, односно оваа тешка модна катастрофа. Ало! Не може тоа, ова не проаѓа. Што е за тие ланци на стомакот? Што е за тие ланци кај шорцевите? Што е со овој дел како косата овдека како петелот на Джени? Што го бараше Преска, бараше петел. Преска бараше петел. И тој да скупа на кокошка на крај. Така да, ова е тешка модна катастрофа, ова не е мода, ова не е, а при тоа се гледа дека господјата се труди, сака да изгледа добри, сака да се сликава. Next. Ја, мајко, овде е исто пак малку како лила.
све на себе ставила. Тртка, бемка, пајак, кристали, звонци, клопотарци, менгјуши, црвен кармин, хајлајтер, реп, колор, минич, ногти, боја, хулахопка. Шо? Те извударав ли? А? Па нема, накажав, има потпунки, има менгјуш, има хајлајтер, има пудра, има ајлајнер, има трепки, има тртка, има бемка, има пајак, залижана коса, реп, ракави, колор, црвено, плаво, минич, рака на струк, рака на кук, рака на маса. Катастрофа! Полека. Next. Парче по парче. Не е тука, ово па се позадави. Направим времесто малку да се овакво. Парче по парче. Тука не е толку ништо страшно, се панталоните сами по себе не се страшни, чизмите сами по себе не се страшни. Маицата е како маица. Бунда има? Бундосана е? Бунда има. Јави се на Анима Бунди. Да пријавиме модна катастрофа со бунди. Ова вака све не се комбинира заедно. Next. Готово, драги гледачи. Готово. Ова е најголемата модна катастрофа. Она на себе носи леш, при тоа е гордо сликана, она како да одрала лав од џунгла и тоа гордо си го ставила тоа крзно на самата себе, се клакнала пред лоби во Кемпински. Не дај Боже да те сретнат од пета, ќе ти го испрскаат крзново со спреј и ќе бидеш тешка модна катастрофа и секаде. Свет и кај нас и многу лоша фотографија, лошо е све, катастрофа. Ете така, за денеска, здрави ги гледачи да ста преубав блентав поглед и ќе се заблагодариме за вниманието и ќе се одјавиме за денеска, се гледаме у плакарот на Кека. Чак! Добродојавте у плакарот на Кека. Денеска Кека е инспирирана од уличната мода, тренерките. Ја гледаше Бионсе прошлата емисија и многу и се бедница. И денеска сакала да биде нешто модерна, урбана, тренерка, менерка, ова, она, помладалачки да изгледала, за да може да се шета по скопски улици, да не е секогаш у штикли. Сега ќе видиме Кека и јас, шетајки заедно по скопски продавници, у Fashion Group, што најдовме на оваа тема и кое ќе биде првото издание на Кека за ова пролет. Ајде да видиме. Чак! Еве, пресоблечена, односно облечена. Кека најде у Fashion Group одлични тренерка панталони. Одличен материјал, одличен, многу модерен дизајн. Го искомбиниравме со едноставно бело мајче на прерамки, simple. Можете да го изиграте со било каква бела мајца. Се тоа. Додадовме добар джинс, добра Texas јакна, која што секогаш треба да имате у вашиот плакар, заради тоа што ќе ви се најде во секоја модна комбинација. Одличен е денимот, вака на допир, вие тоа не можете да го видите. Многу убава боја има, го искомбиниравме со ранче, бело, како аксесуар, каде што Кека може да си пика се што и треба, основни работи. И сето ова ставивме бели патики, за да изгледа модерно, урбано, кул и стрит стайл. Сега, Кека не може само со еден аутфит да пројде. Значи, Кека мора да се пресоблече по 100 пати. Тоа е, плакарот на Кека е за тоа. Ајде да ја видиме следната комбинација на Кека. Та! Еве, Electric Blue. Се запнала, сакам плаво, старински кажано, тенџере плаво. Еве ти плаво, пукни. Си ги задржа белите патики доле, заради тоа што многу и се бендиса. Ја најдовме оваа сукња, драги гледачи, многу се модерни овие изданија, по сите светски модни шоуа, колорот е многу модерен, поготово кога е во ваква нереална, да не речем, пластична боја. Ја искомбиниравме, значи, плавата сукња со краток, малце пупаче. Малце е како Britney 2000, со пупаче малце. Таков елек и тоа машки. Еве ви правило дека и машката гардероба може да биде во функција
на женско, а и обратно. И сето ова го збогативме со исто такво плаво, тенџере плаво или пластично плаво, како сакате крстете го, мало торбиче, каде што кека може да се стави телефон, карминче, огледалце или некои други аксесуари кои пропратно си ги користи. Изгледа преубаво, модерно, како бомбона од модна писта. Ајде да видиме што е следната модна комбинација на кека и воедно за денес, последна. Чак! Еве пукна кога ја виде Бионското, ајде парк натисната и она сакаше нешто слично да одигра на црвеникаво бордо теракота цигла боја нијанс. И го најдовме у продавниците Скопски Fashion Group, овој прекул јакна дукс, односно малце повеќе е јакна него што е дукс, и тоа е краток, пак малце пупаче струпче, патен ги има овие прекул джепови и напред и на рацете. Ова е уствари како еден краток мини бомбер джекет, го искомбиниравме со кожни панталона тренерка, кои стојат супер во целата оваа комбинација, со фора црни патики со бела гума и нормално кека си клакна капче, за да изгледа модерно, урбано, стрит стайл, за да може да се прошета и евентуално да седне некаде вака да испие некое си кафе, шетајќи и мислејќи кои ќе бидат следните модни комбинации. За се ова што гледате, линковите, сите овие аутфити на кека, ќе ви ги оставам во дескрипција, посебно секој парче, можете да го кликнете на линкот и да ве однесе на страната да ги видите деталите. Успат, пошто кека увелико се спрема за предстоечката сезона, пролет, лето и менја, прави вакви, такви, онакви комбинации, да ве потенцирам дека новата колекција е веќе стигната во сите продавници на Fashion Group. Така да, за денешното издание во плакарот на Кека, со мене и Кека, за денеска толку. Се гледаме во Q&A. Добродојавте во делот Q&A или Праша го Сергеј, каде што поставувате прашање на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Reinvented. Прво прашање. Кога ќе има face reveal на Никола? Мислам дека никогаш. Следно. Ништо не те прашувам, само да ти кажам дека си one and only. Благодарам од срце. Здраво Сергеј, редовно ги следам твоите емисии, одлични се. Ако може во рубриката Индустрија зубавина да предложиш течна пудра за мрсно лице, која воедно ќе биде лесна и нема да се чувствувам како вароса на фалати. Допрва ќе посветам емисија на течните пудри, има многу добри производи, знам што сакаш да кажеш со моментот варосана, поготово заради тоа што и јас го имам истиот проблем, меѓутоа почекај во наредните емисии ќе има посебно издание за течните пудри, кое и за каков тип на лице е. А до тогаш погледни ги предлозите, каде што давам предлог за бебе кремите и корективните креми, каде што вршат одлична функција на твоето лице и пробај со добра пудра во мат варијанта, ти го препорачувам маковиот Studio Fix. Компактниот. Што смеат, а што не смеат девојки со копер джинџер боја на коса во делот на аутфити на боите? Апсолутно смеат све. Со тоа што на сите што имаат джинџер или бакарни коси, многу подобро им стојат тие земјани тонови, кафеави, нюд, браун, црвеникави, цигла боја, а не е дека не им стои црно. Сензитивно може да биде пинк варијанта кај копер коса, меѓутоа како и за сите. Нема никакво правило, само е многу добро многу е битно тоа да е добро да изгледа. Next. Red or copper hair, значи црвена или бакарна коса. Црвената коса јас ја сакам доколку е
што би се рекол нереално црвена, што е многу тешка за одржување и после многу кратко време бледе и паѓа. Изгледа нереално и треба да имаш порцелански совршен тен и треба да си нека естрадна личност. Затоа во овој случај препорачувам, пошто не си, предпоставувам дека не си, препорачувам бакарна или джинџер коса, меѓутоа не во една боја, нека биде шатирана во тие тонови на бакар и на злато. За денеска во Q&A со мене толку. Се гледаме за 7 дена. Тоа е се за денеска. Поставувајте понатака прашање на мојот Instagram профил и на профилот на Seriju Unlimited, а се гледаме за 7 дена. I wanna be loved by you, the diddly 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 dum, boop boopy doop.